Здраво Македонија, здраво надпреварувачи, здраво сите останати кои што си седите дома во комодитетот на вашиот дом и уживате во програмата на телевизија Сител. Време е да започнеме со денешното издание на нашиот квиз, односно да видиме колку, како и што се подготвиле нашите надпреварувачи, па да не должам повеќе, ќе ги повикам прво оние кои што ќе седнат во домакинската кабина, односно надпреварувачите од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Горан и Сузана. Повелете. Горан, здраво. Здраво, Марко. Сузана, здраво. Здраво, Марко. Како сте? Добро. Расположени за игра денеска? Добро. Сигурно. Минатиот пат добро беше се со исклучок, нели, но не мали финиси на крај кои што требаше да ни ја донесат победата, но тоа е што еве денеска имаме шанса да го промениме, нели? Целиот впечаток. Да не сакате вие да додадете нешто, се запознавме во минатото издание на листа за 300, ги подсетивме гледачите кои сте, како сте, што сте, да не ве замарам аз. Да ги поздравиме домашните, секако роднините, пријателите. Сите кои што навиваат, кажи. Супер, одлично. Голем поздрав и од мене до истите. Сузана, ти да не сакаш да додадеш нешто? Тоа е тоа. Па мислам дека Ќе се подобриме во овој. дека овој пат малку со повеќе верба. Се надевам дека повнимателни ќе бидеме. Ќе бидете, не се ни сомневам во вас, тоа ви бичете, како што рековте, после 2 години прво учество во листа за 300, треба малце, ја како што викам, загревање да се вратиме во текот со настаните, нели? Да фатиме ритам. Мислам дека тоа го направивме со минатата емисија, сега денеска веќе се ќе биде поинаку. Ви посакувам многу среќа во продолжение. Не се замарете со непотребни работи, мислете само на темата и тоа е тоа. Домакини, повелете во домакинската кабина. Со лесно. Со лесно. А секако тука во нашето студио се и нивните противници, луѓето кои што ќе пробат да ги стимнат од домакинскиот трон, Горан и Сузана, луѓето кои што денеска започнуваат како предизвикувачи, а до каде ќе стигнат, ќе дознаеме сите во продолжение. Да ги поздравиме Петре и Лилјана, повелете. Господ Петре, како сте? Добри, Господја Лилјана, добри ли сте? Да. Пази, внимај, да. Да не направиме белјуштена непочната работа. Расположени денеска? Да. Како и секогаш? Како и секогаш. Секогаш сме расположени. Супер, затоа и сакам кога ќе ве видам тука во нашето студио. Знам дека ќе имаме, ако ништо друго, барем весело расположено издание на нашиот квиз и тоа многу ме радува. Многу ми е полесно кога работам со ведри луѓе. Искрено кажувам. Сите знаеме дека еден намкер е доволен. Се да отиде по вода. Супер, за подсетување, господин Петра, ајде да ги подсетиме гледачите, кои си, што си, од каде ни доаѓате? Јас сум од Скопје, пензионер, млад пензионер. Млад пензионер, така. Ги поздравувам внуците и черките, зетот. Голем поздрав и од мене до Поздрав. сите. Како е со внуците, се наоѓаш? Тој како, цел ден, по цел ден. По цел, те одржуваат во форма, Од кажа. сабале до навече до 6 сме за И како забавно е или напорно? Забавно, не. Забавно. И поздравувам да Ја ги гледам и баби ви исто. Мајка ми, на жена ми мајката, исто никош не им е тешко. Кога им кажам, дојдете постари жени, се веќе по 73-4 години, нели ќе каже сака дома да седат, ама за внуците одмари пат. Ја те викам, ќе ми се прачам дали за мене вака ќе ќе ти побарам нешто. Ја не оставам ни да ги карај родители, да викам не. Ја ќе му дам по џепот, не ги карајте. Така, ја имам една теорија. Тоа е дека баба и дето се за размазување на децата, а родителите се после да се мачат да ги воспитаат, пак да ги вратат. Добро, ние сме помлади. Можеме уште да се Така е, супер. Ние сме помлади, чека има време за нас. Така е, супер, одлично. Нема да ве задржам повеќе, денеска почувате како предизвикувачи. Сконцентрирано во продолжение да видиме што ќе направиме. Земеме концентрација. Е, така, земете концентрација, кај го стави песна. Супер, со среќа, повелете во предизвикувачката кабина. Горан и Сузана, односно Петре и Лилјана се во нивните надпреварувачки кабини. Сега драги гледачи да ги провериме дали функционираат онака како што треба за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Петре и Лилјана, дали се слушаме? Да.
Одлично, ако имаме некаков технички проблем, знаете, ќе ми кажете. Ако нешто не е јасно, обавезно да прашате. Тоа е тоа во продолжение со среќа. Сега ќе исклучиме и нивната кабина да провериме кабината на Горан и на Сузана, дали се слушаме? Немаме слушаме. никакви проблеми, така. Те слушаме, Супер. Марко, те слушаме. Да, одлично, баш ми е мило. Во продолжение, ако имаме некаков проблем, знаете, веднаш ќе ми сугерирате. Домаќини, дали може да започнеме? Секако. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, кабините се супер, надпреварувачите се супер, што значи може да си започнеме. А како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Женски имиња кои почнуваат на буквите В или Г. Бараме женски имиња кои почнуваат со буквите В како Виктор и Г како Горан и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 мина наши жители. Горан и Сузана, дали не е јасна темата? Да. Да. Супер, Петри и Лилјана, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Петра и на Лилјана. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Петра и Лилјана, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 3. 3. Започнуваме со 3. Средната седмица? Среќната седмица. 7. 7. 10. 10. 13. 13. 14. Едно повеќе 14. 15. 15. 17. 17. 18. 18. 20. 20. И едно. 21. 21. 23. 23. 25. 25. 26. 26. И 27. Едно повеќе 27. 28. 28. 29. 29. 30. Стигнавме до 30. 31. 31. 33. 33. И 4. 34. 35. Едно повеќе 35. Ајде, нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме, надававме 35 полиња или зборчиња како сагате. Петри и Лилјана, што значи имате 35 празни места кои што треба да ги исполниме со 35 женски имиња кои што започнуваат буквите В или Г. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Валентина. Валентина. Весна. Валерија. Само момент да ги испишеме прво за да не направиме некоја грешка. Валентина, Валерија рековме? Да. Така е. Васка. Васка, Веса. Веса. Така е. Викторија. Викторија. Така е. Валона. Добро. Велона рековме? Валона. Валона. Така е. Ванеса. Ванеса. Точен одговор. Василка. Василка. Точно. Виолета. Виолета. Така е. Весна. Весна. Точен одговор. Веселка. Веселка. Така е. Верка. Верка.
Точен одговор. Велика. Велика. Така е. Велјана. Како извини? Велјана. Велјана. И Велјана е точен одговор. Гордана. Гордана. Гроздана. Само момент. Гордана. Точен одговор. Сега Гроздана. Гроздана. Така и Гроздана е точен одговор. Габриела. Габриела. Така е. Горица. Горица. Така е. Гордица. Гордица. Да. Така е. Голубинка. Голубинка. Така е. Голуба. Голуба. Точен одговор. Гарденија. Мислам дека има. Како? Гарденија. 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 За жал цвеќе има, но нема име. Нема женско име. Многу ми е жал, с Гарденија не лизна во оваа ситуација, малце не зезна. Но, ништо не е изгубено, се знаете и Петри Лилјан, имаме уште една лицитација за играње, супер бевте, ми изненадевте, супер темпо бевте, ама ете тука малце сега концентрацијата не зезна на самиот крај, при крај, сега не бевме на самиот крај, ама ништо не готово, уште еднаш ке повторам, сконцентрирано во продолжение и само вака храбро продолжите да играте. Горан и Сузана, се исплатеше што префрливте топката на вашите противници да одговараат, да, и фативте сега незагрејани вие нив, како што вас ве фатија минатиот пат, и тоа резултираше со поен за вас. Честитки, само не се опуштете премногу, знаете дека имам уште една листицација за играње. А женски имиња кои почнуваат на буквите В или Г, тука ги имаме Вања, Валентина, Вале, Валерија, Василка, кажавме, Васе, Вахида, Винка, Вивиен, Владислава, Велика, Венера, Венета, Весела, Вида, Викторија, има професорка Вида по физичко во средно, голем поздрав до нејзе доколку го гледав квизот листа за 300. Многу си ја сагав, си ја почитав и не сум ја видело многу одамна. Се надевам дека е жива и здрава. Потоа Викторија, Вики, Виолета, па ги имаме Галаба, Галена, кажавме Горијанка, Грациела, Грета, Грозда, Гроздана, Грозданка, Глорија и така натаму. Сега, драги гледачи, време е за втората лицитација, односно второто надавање. Ова надавање ќе одлучи кој од овие надпреварувачки пара ќе оди понатаму, односно дали Горан и Сузана веднаш ќе ми се придружат тука или пак Петри и Лилјана ќе си ја бараат среќата на пенали. Затоа нема да должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: држави членки на Европска Унија или НАТО. Бараме имиња на држави кои се членки на организацијата НАТО или на Европската Унија. Државите кои се членки и на двете организации секако можете да ги кажете само еднаш. Горан и Сузана, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Петри и Лилјана, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат да играат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Петре и Лилјана. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Петри и Лилјана, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. Едно. Ајде. Еден. Започнуваме со еден.
Срекна седмица. Како и секогаш, 7, 7, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 15, 15, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26. И Европска унија и НАТО. Европски И Европска унија и НАТО. и Европска унија и НАТО. Да, и во двете, што може да членуваат и во двете, може и посебно. Дали во едната, дали во другата. колку рече? 26. 26 беа. 27, 27. 28, Едно повеќе, 28. 29, 29. 30, 30. ајде нека го одговарат. Ајде да одговарат, време вие да одморите малце така. Да. Сега сместете се и слушајте, пазете, а Горан и Сузана за вас, на вас паѓа тешкиот дел од задачата, односно да ги наброиме оние 30 побарувани сега во оваа ситуација држави членки на Европската унија или пак на НАТО. Како што рековме, оние држави кои што членуваат и во едниот сојуз и во другиот, можеме да ги кажеме само еднаш. јасно, јасно. Почнуваме нашата мила Македонија. Од нашата мила Македонија, членка во НАТО. За жал, или среќа, не знам како да кажам, за мене за жал, се уште не сме членки на Европската унија. Ке биде, Ке биде, точно така. Грција, Грција. Грција, ако не се лажам, членка и во Европската унија и во НАТО. Бугарија, Точен одговор, потоа Бугарија. Исто така е и дел од Европската унија и членка на НАТО. Албанија, Албанија, исто како нас, членка на НАТО, но не на Европската унија, но сега за сега во многу подобра ситуација од ние што сме. Црна Гора, Црна Гора, членка на НАТО, исто се мачи за влез во Европската унија, точен одговор. Романија, Романија. Така е, точен одговор. одиме нагоре Унгарија, Унгарија. Така е, она е членка и на двете. да. Добро, познато Хрватска, така не. Хрватска. Така е, 8 точен одговор. Словенија, Словенија. Точен одговор. ќе се вратиме малку Турција, Турција, она е членка на НАТО, но не и на Европската унија. Словачка, Словачка. Членка во двете организации, точен одговор. Австрија, Австрија. Она што е интересно за Австрија е дека е членка на ЕУ, но не е на НАТО. Сојузот, Италија, Италија. Така е. Германија, Германија. Така е. Франција, Франција. Така е. Шпанија, Шпанија. Точен одговор. Португалија, Португалија. И Португалија е членка и на Европската унија, и на НАТО. Полска, Полска. Така е. Чешка, Чешка. Точен одговор. Литванија, Литванија.
Браво, Горан. кој ги победивме од 2011-та. Да. Си го памтат уште ги боли? Си го памта, си го Да, памта. ќе го памта за сега. Ако Нека, не не. ние, ќе ги подсеќаме. Со по некој видевце. Да. Пред секој турнир, тоа е тоа. Летонија, Летонија рече? Летонија или Латвија? Добро, го признаваме. Како и да е, Летонија точен одговор. Естонија, Естонија. Така е. Финска, Финска. Точен одговор и Финска. Шведска, Шведска. Така е. Норвешка, Норвешка. Норвешка е во НАТО, но не е во Европската унија за сите Да, оние сега што Велика Британија. Не, ама НАТО. Велика Британија. Велика Британија или Обединето кралство е членка на НАТО, но не е на Европската унија. Значи точен е одговорот. Уште 4. Соединети Американски држави, Така е, Соединетите Американски држави, да не речам движечката сила на НАТО сојузот. Точен одговор. Канада, Канада. Така и она е членка на НАТО, немаат потреба од Европска унија. И уште 2 се. Кипар, Кипар, членка на Европска унија, но не и на НАТО. И тоа е 29-ти точен одговор за вас двајцата. Полска ја кажа. Да, ја кажавте. Данска ја кажа. Данска, Данска. Сузана во вистински момент. Браво! малечка држава е за тоа. Да, малечка држава која што влегува во расправија со САД заради Гренланд и ќе се воздржам од коментари. Горан и Сузана, немам никаква замерка, само пофалби за овој дел од играта. Жал ми е, Петре и Лилјана можев уште малце да надаваме, нели ни останува само уште 30, уште 6 држави, да, само уште 6 ќе пробам да ги издвојам кои се. Реков ќе пробам, тоа не значи дека ќе успеам. Исланд, мислам дека не ги кажавме, тоа е една, потоа Луксембург не знам дали ги кажавме, Малта не ги кажавме, тоа знам сигурно. И тука некаде заглави добри што вие три успеав да ги најдам. Како што реков, 36 држави се на оваа листа. Толку се, да. Односно членки во двата овие пакта, односно двата овие сојузи. Сега ќе изиграм едни ревиални пенали затоа што и времето не малце кратко, а и сакаме да ги загрееме Петри и Лилјана затоа што не сакам вака да се заминат од тука, сакам со ова да им дадам до знаење дека ги чекам веќе во следниот циклус на снимање над превари во листа за 300 да се појават повторно тука. Знам дека се многу поквалитетни надпреварувачи од тоа што денеска им се случи, па затоа сакам побрзо да дојдат и да ги вратиме во ритам и кондиција. Може ли така? Може. Сега ќе изиграм едни пенали кои што се ревиални, не значат за никого ништо. Резултатот ќе остане таков каков што е сега, односно Горан и Сузана ќе треба да ми се придружат тука на главната сцена, но во интерес на времето и за нашите гледачи ќе одиграм едни кратки пеналчиња. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната Благуно дејче. Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна Благуно дејче. Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секако секој збор можете да го кажете само еднаш. Зборовите од насловот не можете да ги кажувате. Горан и Сузана, дали ни е јасна темата? Да, да.
Петри Лилјана, дали не јасна темата? Во нашето студио е секогаш весело, па дури во вакви ситуации пробуваме да се расположиме малце, не сакаме да си одиме растажени наќе дома, а тоа најдобро секако ќе го направиме со песна. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање при пеналите, без разлика дали се ревијални или од такмичарски карактер, први одговараат тековните предизвикувачи. Таа улога им припадна на Петри и на Лилјана. Одговараме напоредно едните па другите се додека некој не погреши. Петри и Лилјана, кога ќе имате зборче, повелете, споделете го. Ја знаете песната? Да. Пожаравче. Пожаранче. Пожаранче. Така. Така е, точен одговор. Да почнеме? Да. Благуно. Рековме насловот, не? Да, од насловот да не ги играме. Благуно вече пожаранче не. Добро. Иако нема ништо да се промени. Дејгиди. Дејгиди. Така е, дејгиди. Точен одговор. Пенџер. Пенџер. Аце. Само момент, пенџер. Точен одговор, така е. Аце. Така рековме. Дејгиди, аце. Џамли. Џамли. Така. Море. Море. Така е. Аџамија. Аџамија. Така е. Пенџер. Пенџер го кажа. Џамли. Џамли го кажавме. Вака ќе ти ги прочитам: пожаранче, дејгиди, пенџер, аце, џамли, море и аџамија. Продадам. Продадам. Така е. Сарај. Сарај. Точен одговор. Куќа. Куќа. Само. Точен одговор. Само. Само. Точен одговор. Земам. Земам. Така е. Што може? Што? Може? Ако го има секако. Така е. Јас. Јас. Ме збудив ти мене за момент. Така е. Отворам. Отворам. Бравос. Кога. Отворам го кажавме. Кога. Кога? Така е. Не те сакам. Не те две зборчиња се, нели мислам. Добро. Кој? Еј, ти растуривте. Ја требаше вас да ве спојам у кафана, да ве седнам едните и другите на маса со мезенце, пијалоче и да испееме песнава. Ке беше убаво пеење, го знаете целиот текст. Дејгиди. Не. Дејгиди кажане. Некар. Ја не знам уште кои остануваат, искрено да ви кажем. Се сите пробуваме да одгатнеме. Марко, Мола. сакам. Сакам. Сакам Мислам- беше. Да, мислам дека беше сакам. Не знам веќе. Другите? Се радаш. Аце може? Беше, мислам, аце го кажавме. Не беше аце. Да. Беше? Режија, ни фали ли уште некој збор? Јас стварно не знам. Не Фали? продавам, не продавам. Не продавам. Не може. Не продавам. Да. Два збора се да, не продавам. Добро, продавам. Продавам. Продавам го има. Сарај. Сарај беше, Само да Беше само. да. земам. Видам, земам. Да те земам. Видам и не земам, види.
Сега ќе видиме, чекај. Да те земам, земам. Земам? Да. Ајде, земам. Беше земам. Видам. Видам. Видам точен одговор. Лута. Лута. Лута коња. Ке видиме. За жал нема лута. Како што кажа, подревјален карактер е, но ми изненадија повтор Петри Лилјана, супер, браво. Па ќе кажам, во следна ситуација ќе си седнеме во ресторанче некое, ќе си нарачаме музиче, Марко ќе части, а вие ќе ми пеете. Целта го знаете. Не се нервира Лилјана, после подолго време или доаѓате како загревање гледајте нова. Следниот пат знам дека резултатот ќе биде многу поинаков. Супер бевте денеска, супер надпреварувачи. Но ете, не ни се насме среќата. Тоа е што е. Так. Не ми се секирате, многу ми е драго Не. што ве видов повторно тука во нашето студио. Секако ве чекам во некоја следна прилика повторно да се дружиме. Момент, само причекайте една секунда. Горан и Сузана, браво за вас двајцата. Мислам, без разлика нели на резултатот од пеналите, воопшто не беше ни важен. Сега ќе се дружиме тука на главната сцена, но за крај да им ја прочитам песната Благуно дече на нашите гледачи. Благуно дече, мори пожаранче. Отвори ми џамли пенџар. Сакам да те видам јас. Дегиди аце море џамио. Што да ти отворам пенџар кога не те сакам јас. Благуно дече, мори пожаранче. Ја подај си руси коси, сакам да ги мрсам јас. Дегиди аце море џамио. Што да давам руси коси кога не те сакам јас. Благуно дече, мори пожаранче, ќе продадам сарај куќа само да те земам јас. Дејги дијаце море џамио, не продавај сарај куќа, тебе не те сакам јас. Јас имам друго либе, него си го сакам јас. Тоа се зборовите од песната Благуно дече и со ова ги поканувам Горан и Сузана да ми се приклучат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, сите ќе дознаеме веднаш по паузата. Горан и Сузана ми се придружија тука на главната сцена и за кратко ќе ги соочиме со денешната тема која што ќе може да им донеси убава парична награда. Се надевам дека сте подготвени. Возбудени? Не, до сега добри си бевте. Претпоставам дека нема никаква разлика дали сте таму или тука, така? Европски расположени, Европски расположени. Па во тој правец ќе продолжиме, видиш? Супер ти беше. Муабетов, само пред да ти ја кажам темата која што е баш поврзана европска тема. На брзина да се подсетиме како стојат работите со нашата листа која е составена од 15 празни полиња. Ако ми дадете 3 точни одговори, вас ви следуваат 50 евра. Ако ми дадете 6 точни одговори, 100 евра. За 9 точни одговори 150, за 12 си добивате 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. А сега, слушајте добро и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема најмали држави во Европа според број на жители. Извор, сајтот на преглед на светска популација. Бараме имиња на признати европски држави од Обединетите нации кои имаат помалку од 3 милиони жители. Веднаш можам да ви кажам дека еден одговор веќе имате, треба да ги бркаме останатите 14. Да. Ајде пак нашата мила мајка Македонија. Нашата мила мајка Македонија, која што може би имаше повеќе од 3 милиони жители, да беше секако што треба, а не помалку од пред 20 години, ама тоа е што е. Точен одговор? Црна Гора. Црна Гора. Не знам колку сте. Околу 1 милион нешто, милиони нешто. Не е ни важно. Последниот официјален попис 1.800.000. Дали ќе не стигнат? А помали се од нас бе, како и да е, Црна Гора, точен одговор? Словенија. Словенија, они се некаде како нас со број на жители, но верувам дека имаат повеќе затоа што имаат доста кои што циркулираат нели преку годината за студии, за работа. Па мислам дека имаат и повеќе жители од тоа. Словенија е трети точен одговор и честитки за првите освоени пари во овој циклус на листа за 300. Што ќе правиме за понатаму?
Може како европска држава. Не, пазете, признати европски држави од Обединените нации. Не ирете, да, суверени признати држави да се. Ја ќе ви кажам и од мене, Косово е погрешен одговор. Јасно, да. И имате други мали кралства. Може да, продолжуваме. Ајде. Малта. Малта. Како што и самото име кажува. Поздрав до сите македонци. Поздрав до сите македонци во Малта. Точен одговор. И Брдече да си го поздравам. Да, супер. Живе таму со години. Одлично. Убаво се направил. Луксембург. Луксембург. Исланд. Исланд. Исланд за 100 евра. И точен одговор. Така е, честитки. Ке одиме понатаму? Доволно. Супер бевте. Криво ќе ми биде, мислам дека можете барем уште 3 да кажете во оваа ситуација, но па не секам од друга страна ја да бидам, не да Боже тој да лизнеме нешто, кикснеме, па да направиме белја. Си обезбеди поучество во следниот издание на листа за 300, ќе имаме шанса тогаш да го бркаме, дели да бркаме подобар резултат, ако воопште сметаме дека треба. Јас сметам дека супер си е секако, нели, као што се треба. За почеток. Да. За почеток, да. Еве ги најмали држави во Европа според број на жители 16 се на број. Тука ги имаме Албанија, Андора, Ватикан, Естонија, Исланд, Кипар, Летонија, Литванија, Лихтенштајн, Луксембург, Македонија, Малта, Монако, Сан Марино, Словенија и Црна Гора. Супер бевте. На мој огромно задоволство, ќе се дружиме повторно во следното издание, како што реков, на нашиот квиз, а до тогаш останете ми вие во добро расположение, во добро здравје, исто како и вие, драги наши гледачи. Секако останете со програмата на телевизија Сител, чекајте го следното издание на нашиот квиз и до тогаш никако немојте да ми заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!